Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска оствари средба со жителите од Кичево и Кичевско. Од Кичево со деталите во живо во дневникот на телевизија Мега го вклучуваме колегата Бранислав Стојановски. Бране, каде се беше председателот на ВМРО ДПМН Груевски и што побараа кичевчани од него? Така е, Ана. Значи, денес во посета на Кичево и Кичевско беше председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. На почетокот господинот Груевски присуствуваше на свеченоста по повод официјалното стартување со работа на инвестицијата во технолошко-индустриската развојна зона во Кичево, односно стартувањето на фабриката за воздушни перничиња, инвестиција на американската компанија Key Safety Systems од Америка. Веднаш потоа председателот на ВМРО ДПМН господинот Груевски посети повеќе населени места во Кичевско. Најпрвин беше во селото Вранештица, каде што се сретна со тамошното локално население. Меѓу другото, местното население од председателот Груевски побара да се реализира, односно да може да се воспостави една амбуланта во ова село во Кичевско, односно да има така наречено според проектот и на владата што го има спроведено рурален доктор. Исто така, бидејќи ова село важи за едно од селата каде што е развиено грнчарството, односно грнчарскиот занает, присутните од председателот Груевски побара исто така доколку има можност да има и субвенционирање на овој вид на занает. Веднаш потоа председателот Груевски се упати и во селото Другово. Тамошното местно население од председателот Груевски побара да се реши проблемот со фекалната канализација. За овој проблем председателот Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски посочија дека владата има обезбедено средства за овој проблем, останува само уште градоначалникот на општина Кичево да понуди проект со кој би се реализирала и оваа работа. Исто така од локалните жители на селото Другово беше побарано да се изврши реконструкција на спортската сала на основното училиште Христо Узунов. Веднаш после селото Другово, председателот на ВМРО ДПМН се упати и во градот Кичево, на градскиот плоштад, каде што се сретна со жителите на Кичево, при што на оваа средба со граѓаните на Кичево имаше можност да слушне повеќе предлози за се она што го понудија и граѓаните, за се она што може и партијата да го понуди на предстојните избори. Меѓутоа, еве да слушнеме токму од председателот Никола Груевски, кои беа поентите од неговото денешно присуство тука во Кичево. Во Вранешница имавме прилика да поразговараме и за проблемите што ги мачат луѓето кои што се во гранчарството, затоа што тоа е место каде што е развиено гранчарството. Ќе го разговараме тоа со институциите, да видиме дали може да им се помогне, но и за други работи за кои што се пожалија, претежно од инфраструктурен карактер. Слични проблеми поврзани со инфраструктурен карактер имаше и во Другово. Таму има решение, затоа што за Другово се предвидени средства во буџетот на Министерството за транспорт. Единствено што е потребно за да се решат тие проблеми е градоначалникот на Кичево да поднесе барање за да ги добие тие пари. Тоа е законската процедура. Значи, пари се одвоени и за канализацијата која што е бара фекалната, и за одредена улица која што постојано има вода, која што тече од некои изворски води и им причинува сериозен проблем на луѓето, не може да се движат низ кал. И за други работи што се значени, и за Другово, и за други места што се други села во околината. И јас се надевам дека градоначалникот на Кичево заедно со министерот за транспорт ќе седнат и ќе го помина тој формален чин да општината поднесе барање. Штом ќе поднесе барање, потоа Министерството за транспорт е спремно да го isfinansира целосно и тој и повеќе други проекти за кои што се поврзани со Другово и со околните места. И конечно тука бе во Кичево, сретнав голем број граѓани, разговаравме на многу теми, многу од нив се индивидуални проблеми, некои од нив работувања, некои од нив други проблеми, но со многумина разговарав и за други идеи и работи што може да се направат во иднина. И ми беше посебно задоволство што имав таа прилика.
Она што денеска во Кичево го изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски е дека на изградбата на автопатот Охрид-Кичево се работи со полна пареја, односно според сите предвидени активности. Исто така, денес од Кичево председателот Груевски најави дека ќе биде распишан и оглас за прибирање на понудувачи за изградба на уште еден нов автопат. Станува збор за автопатот Кичево-Гостивар. Значи, со изградба и на овој автопат ќе имаме конечно еден добар пат, значи целосен автопат тргнувајќи од Скопје па се до Охрид. И уште би напоменал дека при посетата на фабриката Key Safety Systems во Кичево, председателот Груевски заедно со раководството на оваа фабрика најавија дека во план е изградба на уште еден погон, односно уште една помала фабрика на истиот инвеститор, што би значило некаде околу 80% од сегашната фабрика. Значи, ако овој постоечки објект вработува околу 1000 кичевчани, тој нов објект кој што ако има потреба, значи би се градел, дополнително ќе вработи уште 800 кичевчани. Ана, доколку има прашања, повели. Ти благодарам за деталниот извештај со најновите детали во врска со посетата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој денеска оствари средба со жителите од Кичево и Кичевско. А ние продолжуваме понатаму.